17 март 2017 година, почитувани гледачи, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. По целосното реновирање и опремување на просториите, невладините организации од Кавадарци и Вардарскиот регион ќе работат од НВО центарот кој се наоѓа во поранешните простории на Младински. Желбата на повеќе невладини организации кои делуваат во Кавадарци и регионот веќе се исполнува. Денеска на свеченост беше означен стартот со работа на НВО центарот, кој локалната самоуправа го реализира како проект во соработка со Вардарски плански регион и УСАИД. Градоначалникот Александар Панов искаже задоволство од тоа што им се овозможува на невладините организации да имаат свој простор каде ќе ги работат своите активности. Би сакал да на сите невладини организации во општина Кавадарци да им ги честитам новите простори. Се вкупно имаме 4 простори, од кои што 3 се за секојдневно работење и една е сала за состаноци, заедно со кујничка, WC јазли и сето она што е потребно за непречено функционирање на НВО секторот во Кавадарци. Првичната идеја да по пат на конкурс се доделат овие простории отпадна од вид затоа што во меѓувреме се донесе закон кој што не упати на тоа да распишеме оглас, па да се конкурира и да се плаќа за оваа работа. Првичната идеја заедно со UNDP, со Вардарски плански регион и Министерството за локална самоуправа беше да невладиниот сектор не плаќа за оваа дејност, бидејќи тие не го работат ова за некој профит, го работат во функција на одредени маргинализирани групи или целни групи кои што ги застапуваат. И токму од таму мислиме дека тоа би било несправедливо и односно неправично ако бараме финансии. Првичниот договор беше да плаќаат само трошоци околу вода, струја и телефон. За тоа ќе најдеме начин како да се надомести со некоја такса месечна. Меѓутоа, за да ги надминеме овие законски бариери, се одлучивме да кооптираме вработени и да тие бидат во прислуга секој ден. Размислуваме и тоа да биде двократно во текот на денот, во прислуга да бидат на невладениот сектор и секоја невладена организација која што има потреба од користење на овие простории, од простор за сместување на нивните документи, како и простор за поголеми состаноци, да ги користи овие простории. Секако, трите простории ќе ги наменеме според области кои што ги имаме, имаме Сдружение на слепи, Сдружение на телесни инвалиди, би биле во една просторија, не би комбинирале да биде, Сдружението на слепи заедно со Сдружението на земјоделци или Сдружението на екологисти и така натаму. Ќе биде секако во функција нивно и со тоа и трошоците ќе им бидат минимални, односно ќе плаќаат некоја символична сума за користење на овој простор, со кој што би се платила струјата, водата и останатите трошоци, не и користењето на невладениот сектор, центар. Инаку да спомнам дека во оригиналниот проект имаме изградба и на втори спрат. Здравје Боже, еве сега им посакав на сите невладени организации кои што се тука присутни да втората фаза од реализација на овој проект биде нивна една апликација поддржана од локалната самоуправа, секако од сите оние донатори кои што се на повидок, за да го изградиме и вториот спрат и да ја продолжиме, односно да имаме многу поголем габарит во функција на невладениот сектор. И мислам дека ова сериозен чекор кон помош на невладениот сектор од Кавадарци, кој што во иднина треба да работи за групите кои што ги представува и да донесе дополнителни финансии за градот и за маргинализираните, односно групите кои што таа ги застапува. Директорот на Вардарски плански регион Марко Колев рече дека и во наредниот период ќе се реализираат вакви и слични проекти, а потсети дека за лицата со инвалидност во Велес и Кавадарци веќе во функција е и лифт. Овој проект заврши, денеска имаме чест да го пуштиме, како што каже и градоначалникот и кој е член на Советот за развој на Вардарски плански регион, го опремивме. Се работеше во две фази. Идејата е постара некаде година и по. Првите финансиски средства за овој објект да изгледа вака како што ги добивме од Министерство за околна самоуправа. Тоа беа некаде повише од 4 милиони денари, вторите 800.000 денара кои беа кофинансирање од општините и од програмата за развој на Обединетите нации за опремување на овој простор. Ќе продолжиме не само со имплементација на проекти
но ќе се насочиме и кон поддршка на овие ранливи категории, заради тоа што, како што кажав и во моето излагање, значи не е само овој проект кој сме го имплементирали, кој се сакаме да го имплементираме. Во општина Велес и општина Кавадарци поставивме лифт за лица со посебни потреби, во неколку општина направивме забавни паркови за лица со посебни потреби. Ова тука што го работиме, моментално работиме и во Велес на поголем објект, моментално се реконструира кровот и таа зграда планираме да биде зграда каде што ќе се сместат дел од невладините организации на овој пат од општина Велес. Така да продолжуваме интензивно да работиме и во наредниот период што следи. Проектот за изградба на овој НВО центар чинеше околу 70.000 евра, а неговото опремување 800.000 денари. Проектот е финансиран од повеќе донатори, имплементиран од Вардарски плански регион, финансиран од Министерството за локална самоуправа, односно преку Бирото за регионален развој, каде што во инфраструктурата се вложени околу 70.000 евра и дополнителни 15.000 евра за опремување на канцелариите. Значи секоја канцеларија, како што можевте и да видите, е опремена со компјутерска и IT опрема, со канцеларијски мебел, а исто така и со прожектори и платна кои што имат секогаш потреба невладините организации да ги користат, а досега се обраќаа за ваквите потреби и ја користеа опремата на општина Кавадарци. Јас тука би сакал да го потенцирам регионалниот карактер на овој центар, дека се однесува и на невладините организации од регионот, од Вардарскиот плански регион, дека исто може да користат опремата и канцелариите на овој регионален центар, и би го потенцирал новиот модел на соработка, не само класично издавање на просториите, него тука ќе имаме представници од вработените од општинската администрација, каде што ќе имат улога да створат поголема синергија помеѓу невладиниот сектор и локалната самоуправа, па дури да се одведе до тие степен каде што дел од надлежноста локалната самоуправа би можела да ги делегира на одредени невладини организации, каде у сферата на екологијата, на бизнис секторот, за организација на културни настани, креативни и други спортски настани кои што ги има општината како надлежност, а би можело да бидат во некоја подоснежна фаза отстапени на невладиниот сектор. Сметам дека ваквата синергија ќе допридонесе лицата од општината да дадат голема поддршка на невладините организации во насока на изготвување на нивни апликации и приспособување на компетентни апликации пред странски домашни донатори, а во иста мера и да возвредат на општина Кавадарци во решавањето на некои локални проблеми кои што се во надлежност на општината. Представниците на невладиниот сектор кои ќе го користат НВО центарот искажаа голема благодарност до локалната самоуправа и Вардарски плански регион. Вистина еве дојде ден да се отвори ова, да се стави во функција. Се надевам дека во иднина ова малку ќе биде овој простор за да ги задоволи потребите, затоа што за лицата со интелектуална попреченост бараме да имаат и свој дел каде што ќе можат секојдневно и целодневно да ги испроведуваат своите активности. Па се надеваме во иднина со, како што нагласи гордоначалникот, проширување, надградба на овој простор. Оние што имаат можност и на втори спрат да се качат, ќе бидат сместени таму, па во приземјето лицата што не се во можност и не да пристапот име пречка за да стигнат до просториите. Голема благодарност и до вас медиумите и се надевам дека и понатаму ќе се работуваме за се ова што ќе биде направено, а за потребите на овие лица. Функцијата на овие простори е да, еве, и самиот секретар спомна дека деценијски проблем е сега на овој начин се решаваат потребите и функциите наши околу нашите програмски определби, функцијата нивна, реализација, организација, функција. Втор проект, мислам, битен момент е што со потежок стадиум нашите пријатели, другари, колеги инвалиди, што се нели на ниво на 100% хендикеп, да разбиеме нивната клаустрофобија со начинот нели на инклузија, околу начинот на делување ментално, физички, психички, зависи од било кои потреби има, било кои какви потреби има. Исто така битно е што исто така се рушат нели како што реков предрасудите околу начинот на функционирање. Директно сме тука како невладин сектор и околу функцијата на согласно законските потреби и многу полесно се функционира нели од оној затворен систем. Да, информираност. Оваквите простори се од големо значење.
Долги години го чекаме овој момент и фала што го дочекавме, затоа што до сега, бидејќи немавме постојано место каде треба да работиме, ние шетавме од една просторија во друга просторија, па и во приватните простории, еве конкретно јас мојата приватна просторија што ја имав, ја користев како канцеларија заедно со моето членство. Интервениравме многу пати кај градоначалникот за да ни додели една оваква просторија. Истрпливо до денес чекавме да дојде овој ден, бидејќи пред 4 години се зафати градоначалникот за овој подвиг. Веќе од понеделник граѓанскиот сектор ќе може да ги креира своите активности во новите простории. И синоќа во Кавадарци се одржа протестен марш од иницијативата за заедничка Македонија. Многу денови поминавме говорејќи, одејќи по плоштади, се бунтуваме и некој не слуша. Ама ние сепак сме упорни и ќе издржиме до крај. Нема да ја дадеме оваа наша татковина. Нема да ја дадеме оваа наша химна. Вечерва нема да држиме говори, се изморивме, а тие не слушаат. Вечерва ќе читаме проза, поезија од една наша сограѓанка. Ова нејзино дело е наречено За татковината напред. О, земјо моја, о, татковино моја, о, животе мој, борба ни треба за ова парче. Земјо македонска, за живот се бориш. Господе, помогни. Тешки денови се пред нас. Ова неволја на нозе што не крена, народ што подели. Низ векови тој се борел со оружје во рака. А сега, во овие денови, зар да се враќаме назад? Зар пак крв да се пролева по ридишта? Доста е натопена оваа земја со крв. Уште ли да се гине? Доста е, нека се застане. Почнавме секојдневно по улиците, плоштадите, со маршевите долги по градовите. На светот да му покажиме кои сме македонците. Народ културен, кој е со човечки вредности, достоен со труд да живее и да оди напред. Зошто не мразат? Зошто не уништуваат? Што сакаат силите големи однадвор? Кога си го браниме нашето, животот наш, Господ нека ни е напомош во борбата наша. Татковината е во нас најсветло сонце што не грее. Кој победил во војните од историјата светска? Кој туѓо сакал, своето го изгубил за секогаш? Нека секој знае, докажано е тоа досега. Одгоре казна вечна ќе си добие, да си знае. Да се бориме со љубов, народе мој. Не со омраза, не со раздор. Тоа не поминува. Не било и нема да биде, нема да се случи. Господ е над нас, тој ќе ни помогне. Во денови со криза, режирана однадвор. Не ви се допаѓаме, нели се плашите од нас? Помоćни од вас сме, па затоа рака кревате. Да не скарате со парите ваши крвави. Некои ги зедоа за фајде да видат во веков. Но кај многу не ви успеа, да си знаете. Нашиот јазик неразбирлив стана за вас, а толку убав. Богати сме, најбогати, затоа посегнавте по нас, да не поделите, да не разнебитите, но не ке можете. Силни сме, имаме закон, имаме устав изгласан, верувам сите вистински македонци веруваат во тоа. Нема да застанеме, со човечност настапуваме, ке ја одбраниме татковината, знаме жолто-црвено, ви ориме, носено во висините, од раце цврсти, од синови македонски,
силни и вредни вековити. Малку сме, а многу сме. Остануваме цврсто, нашето си го браниме! Децата не треба да се злоупотребуваат во политички цели. Ова е генералната порака што доаѓа од сите сфери на општеството. Деца гледаме по протести, а политички летоци низ училиштата. Децата да не бидат злоупотребувани за политички цели е генералната порака што доаѓа од сите сфери на општеството по најновите снимки во кои се гледа и слуша како директор на училиште ги убедува средношколците да одат на протест. Министерството за образование и наука најави санкции, но ситуацијата на терен говори дека и натаму продолжува масовната злоупотреба на деца во политичките случувања во земјава. Трендот започна многу одамна. Зема замав и прашање е дали е можно да биде запрен. Загрижени сме како се развива состојбата, вели Драги Змијанац, прв човек на првата детска амбасада во светот, Меѓаши. Оттаму предупредуваа дека се поочигледна е ескалацијата на насилството, како и поделбата меѓу учениците и кадарот вработен во училиштата, и тоа интраетнички и меѓуетнички. Младите се ставени во ситуација да ги репродуцираат општествените случувања и проблеми за кои возрастните пред се најголемите политички партии не наоѓаат решение, заклучува Змијанац. Потикнување, сугерирање и охрабрување на младите на насилни и заканувачки начини на делување не смее да биде прифатливо. На младите треба да им помогнеме да наоѓаат ненасилни начини и форми за дискутирање на општествени проблеми со почит едни кон други без оглед колку имаат спротивставени мислења, сметаат во Меѓаши. Предходно, Хелсиншкиот комитет информираше дека минатата недела регистрирале 2 случаи каде ученици на средни училишта се повикуваат на протест, поради што ќе поднесат представки до Државниот образовен инспекторат и Народниот правобранител. За жал, целата ситуација не остана имуна ниту на кавадарци. Ни средните училишта со денови се расфрлаат политички летоци, а денеска ни социјалните мрежи кружа и двојазични свидетелства на кои реагираат средношколците. Несомнено, децата ги има и по протести и митинзи, а сликата не е ниту нова, ниту чудо, туку за жал само доказ за злоупотреба. Од Министерството за образование и наука велат дека за секоја пријава и секој случај ќе биде информиран Државниот инспекторат за образование и ќе се истражува. Со свечена академија одбележан 17 март, денот на основањето на Црвениот крст во Македонија и денот на крводарителството. Признанија во Кавадарци добија најуспешните крводарители и организациите. Синоќа во салата на Општинското собрание во Кавадарци, Општинската организација на Црвен крст Кавадарци организираше свечена академија по повод 17 март, денот на основањето на Црвен крст во Република Македонија и денот на крводарителството. Несомнено, нашиот град е лидер во хуманоста. Неколку години поред сме на врвот кога е во прашање крводарителството, а тоа само ни дава поттик и понатаму да работиме и бидеме успешни, вели во изјавата за медиумите председателот на Кавадаречкиот Црвен крст Димитар Каракулев. Според годишниот план за работа од областа крводарителство, планирано е да се реализираат 1180 крвни единици како општинска организација која што заедно со Кабинетот за трансфузиологија и Службата за трансфузиологија при Републички завод Скопје ги организира сите крводарителски акции на подрачјето на Македонија, а посебно овде во нашите две општини. Можам да кажам дека многу успешно го правиме тоа. Значи, од она што беше предвидено, реализирани се плюс 536 единици или вкупно 1716 крвни единици во текот на 2016 година, така што во проценти планираното, значи планот од областа на крводарителство е остварен со 144,2%. Значи, како општинска организација на Црвен крст Кавадарци спаѓаме во 10 најуспешни општини во полето на крводарителство и во текот на утрешниот ден на свечена седница во Скопје, значи, ќе примеме и посебна благодарница од име на Црвениот крст на Република Македонија. Значи, вечерва овде има вкупно наградени околу 60 крводарители, од кои што 40 се крводарители кои што дарувале во една календарска година крв 4 пати. Значи, сите тие ќе добијат пригодни поклони од градоначалникот и советот на општина Кавадарци и 5
останати крводарители ќе добијат рачни часовници. Тоа се тројца крводарители кои што дарувале крв по 50 пати, значи јубилејно 50 пат во 2016 година и двајца 75 пати. Што не значи дека немаме крводарители кои што дарувале и многу повеќе пати и над 100 пати, меѓутоа тие ги добиле своите признанија во минатата година, така што денес исто така ќе примат некои благодарници како ветерани од областа на крводарителството. Почестени со награди беа 60 на крводарители, од нив 40 добија признание за 4 пати дарувана крв во текот на една година. За 50 пати дарувана крв годинава награди им беа доделени на Мирко Цраненица, Сашо Јовков и Илија Газдаров. За 75 пати дарување наградени се Маријан Петровски и Панчо Мицев, а признанија добија и компаниите кои несебично соработуваат со Црвениот крст. Честитки до наградените, односно до сите хумани, од името на локалната самоуправа и Советот упати председателката на Советот Горица Пеливанова Вилхем. Еве имам таа чест како представник од локалната самоуправа на општина Кавадарци, како председател на Совет на општина Кавадарци, значи во мое лично име и од име на Советот на општина Кавадарци и градоначалникот, да го честитам утрешниот ден на крводарителите 17 март и секако да посакам уште многу години вака успешно да прославуваме и Кавадарци да биде еден од градовите кои што, како што слушнавме, е меѓу најдобрите градови. Поедно сакам да им честитам на сите кои што ќе добијат награда оваа вечер, како и на компанијата кои што ги организираат овие крводарителски акции, се со една цел да помогнеме на некој живот. Награда, односно признание за успешна работа, денеска ќе добие и Црвен крст Кавадарци. Делегација од општинската организација присуствува на свечената академија, која по повод 17 март се одржува во Скопје. Во Неготино се одржа традиционалната крводарителска акција по повод Денот на крводарителите 17 март. По повод Денот на крводарителите 17 март и Денот на основањето на Црвениот крст во Република Македонија, во просториите на Општинската организација на Црвен крст Неготино се одржа традиционална крводарителска акција која беше реализирана со голема заинтересираност од хуманите граѓани во Општина Неготино. Акцијата беше организирана од Црвен крст Неготино во соработка со Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија. Секретарот на Општинската организација на Црвен крст Неготино Тошко Настов истакнува дека продолжува традицијата на доброволното дарување на скапоцената течност, за што потврдуваат бројките како и признанието за остварен план за 2016 година на полето на крводарителството, кое денес беше доделено на свечена седница на Собранието на Црвен крст на Република Македонија. Исто така денеска беше реализирана успешна крводарителска акција и во општина Демир Капија, која се одржа во просториите на Општинското основно училиште Димче Ангелов Гаверот. Општинската организација на Црвен крст од Неготино им го честита денот на сите крводарители и ги охрабрува и останатите граѓани во иднина да се вклучат и да ја даруваат својата скапоцена течност, затоа што не знаеме кога најмногу ќе биде потребна. Втора фаза од реконструкцијата, односно уредувањето на патниот правец Горни Дисан-Вешје. По спроведената прва фаза од проектот за целосна реконструкција и асфалтирање на патниот правец од Горни Дисан до Вешје, при што беа асфалтирани првите 800 метри, на терен продолжуваат активностите од втората фаза, со која ќе се реконструираат и уредат нови 400 метри од овој патен правец, кој е од витално значење за жителите на селата кои гравитираат во овој дел, но и за сите граѓани од општина Неготино кои во тој регион имаат земјоделски површини. Втората фаза, според градоначалникот на општина Неготино Апостолов, се реализира со средства во висина од околу 130.000 евра, кои локалната самоуправа ги обезбеди преку проектот за прекугранична соработка со општина Алмопија, поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекугранична област. Досега се изведени земјените и останатите подготвителни работи, кои се предуслов за активностите кои следуваат, а се однесуваат на тампонирање и асфалтирање на новите 400 метри од патот Горни Дисан-Вешје. Агенцијата за катастар подготвува електронски адресен регистар. Агенцијата за катастар на недвижности ќе воспостави електронски адресен регистар во Македонија според стандардите на Европската Унија. Регистарот треба да овозможи
сите жители да бидат запишени на својата адреса. Активностите за негово воспоставување ги представи директорот на катастарот Славче Трпески. Се очекува да се воспостави стандардизиран систем на адреси со интегрирани графички и атрибутни податоци, со што еднозначно ќе се определи локацијата на адресата. Описните и просторните податоци за адресите во адресниот регистар ќе се чуваат и водат во централизирана база на податоци. Нотарите и извршителите ја поддржуваат иницијативата на работодавачите за измени на законите за нотаријат. На заедничка средба помеѓу нотарите и извршителите уште еднаш беше нагласено дека со овие закони кои стапија во сила од почетокот на годинава, со кое компаниите се обврзани да ангажираат адвокати во правните постапки, услугите се поскапени, постапките искомплицирани, а правниците во фирмите обесправени, по цените и сведени на обични писари. Нивните работни места се уште недоведени во прашање, но и тоа не е исклучено дека може да се случи. Присутните на средбата кажаа дека правниците во компаниите во вака конципираните закони се неправично isfрлени, обесправени, се третираат како да немаат врска со правото. Кажаа дека е и срамота да не им се дозволува да направат предлог за извршување или некој договор за купо-продажба, а имаат толку години искуство. Адвокатите не се свесни дека законите не даваат резултат. Меѓу себе се обвинуваат што некои работат по пониска тарифа, само за удирање печат. Некои компании имаат големи правни служби и прават по 20-30 договори дневно, па за сите ќе треба да се ангажира адвокат. Затоа се случува да има договори веќе подпишани од адвокат или адвокатите да бараат поевтина тарифа, само за удирање печат, истакна еден од присутните на средбата. Од аспект на извршителите, законите за нотаријат и извршување се добри, но одредбите за кои укажуваат работодавачите, можеби треба да се разгледат. Поради технологијата, децата мешаат кирилица со латиница. Употребата на компјутери, паметни телефони, таблети и слични електронски уреди им прави тешкоти и на децата во совладувањето на пишувањето, особено ако се во период на изучување на азбуката. Децата имаат проблем со буквите, доста често ги мешаат латиницата и кирилицата, па пишуваат зборови со измешани букви. Иако ова не е проблем кај сите ученици, сепак се појавува кај доста голем број од најмладите. Наставниците велат дека вината за тоа е технологијата, која зема се поголем замав кај децата, бидејќи тоа е дел од нивното секојдневие. Изучувањето на буквите бара посебно внимание од страна на наставниците. Потребно е да му се посвети доволно внимание и труд на секое дете, за тоа да успее да ги совлада пречките. Меѓутоа, проблемот е во тоа што веднаш штом ќе почнат да учат да пишуваат, тие се допишуваат и со другарчињата на Facebook, користејќи латинична азбука, па кога треба да напишат реченица, најчесто мешаат букви и при тоа реченицата е полна со кирилични и латинични букви, објаснуваат наставниците. Следува информација од спортот. Рокада на термините за одигрување на редовните кола во првата и втората македонска фудбалска лига. Второлигашите ќе играат во недела, а Тиквеш гостува во Тетово. На барање на селекторот на нашата најдобра фудбалска репрезентација Игор Ангеловски, надпреварите од 23-тото коло во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат во сабота, додека средбите од втората лига ќе се одиграат во недела. Националниот тим првиот собир за предстојните два меча против Лихтенштајн на 24 март во квалификациите за светското првенство во Русија следната година и пријателската средба во Скопје со Белорусија на 28 март, македонската репрезентација првиот собир ќе го има во недела. Токму поради ова, предводникот на црвено-жолтите, со цел да ги има на располагање сите фудбалери кои настапуваат во домашното првенство на првиот собир, побара прволигашките мечеви да се одиграат еден ден порано. Значи во сабота во рамките на 23-тото првенство на около од првата македонска фудбалска лига од 14 часот се среќаваат Победа Шкупи, Брегалница Шкендија, Македонија Ѓорче Петро Вардар, Работнички Силекс и Ренова Пелистер.
Во недела, второлигашите ќе го одиграат 17-тото редовно коло. Дербито се игра во Скопје, каде второпласираниот тим на Скопје го пречекува лидерот Академија Пандев. Во останатите средби, Велазер Рими го пречекува Евромилк, Хоризонт Турново игра со Металург, Новаци ги пречекува комшиите од Неготино, а дербито на дното се игра во Тетово, каде во недела од 14 часот Тетекс го пречекува Тиквеш. Двете екипи имаат изброј бодови и се наоѓаат на делба на последното место на табелата. Токму затоа, оваа средба е од особено значење за двете екипи, бидејќи победникот си ги изголемува шансите за опстанок во ова друштво. Нашите фудбалери сакаат да ја продолжат победничката серија, бидејќи во двете пролетни кола кавадарчани освоија максимални 6 бода и се надеваат дека и од Тетово ќе се вратат непоразени. На крај од вестите прогнозата за времето. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерена во западните делови, повремено засилен ветер од југозападен правец, температурата до 19 степен. Од почетокот на наредната недела нашето подрачје ќе биде претежно под јужно воздушно струење, кој ќе овозможи покачување на температурата. Завршуваме со ова издание на вестите. Ви благодарам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма. Thank you.